Мислам дека најголемиот проблем во нашето општество, кој што всушност е во некаква смисла извор на сите други проблеми, е сиромаштијата. Мислам дека токму поради тоа што сме сиромашни, затоа сме и болни, затоа ни е прљаво, затоа се иселуваме, затоа не сме доволно образовани, затоа имаме лошо здравство, затоа за жал се разболуваме и си одиме од овој свет за секогаш. И за жал бројките се застрашувачки, еден посебен аспект на невработеноста и на сиромаштијата е всушност бројките кои што се однесуваат на жените. Жените се можеби некаде 60% од економски неактивното население, само 40% од вработените. Таму каде што се вработени заработуваат најмалку 20% помалку од мажите за еден час работа. За жал ги има најмногу жени има во оние гранки индустријски каде што има и најниска плата. Кога мислам на тоа, мислам на текстилната индустрија, на кожарската и на чевларската. Секако сметам дека се најодговорни оние кои што примаат плата на позициите кои што се најодговорни позиции, а тоа се властите, и претходните, и сегашните, и сите идни кои што ќе се дозволат да се однесуваат како што досега се однесуваат властите кај нас. Всушност виновни сме сите ние кои што не учествуваме во општествените процеси, виновни сме сите ние кои што молчиме, кои што не се побунуваме, кои што не ги менуваме работите, кои што заменуваме, затоа што не наоѓаме ништо подобро. Предлагам, например, прво оваа власт која што е социјалдемократска и се нарекува себе си левичарска, да донесува одлуки токму од позицијата на идеологијата која што ја промовира како своја. Оно што е клучно е всушност да се работи на промена на јавната слика која што за жените ја правеше претходната конзервативна демохристијанска власт, дека на жената ја место во кујната, во домот, дека на неа да ја одржи бројноста на нацијата. И оно што мислам дека е сега предизвик е всушност да се промени таа слика. Начинот да се промени таа слика е формалното образование, меѓутоа и неформалното. Треба да се размислува да се воведе сексуално образование, треба да се размислува да се во образованието да се воведуваат содржини кои што ќе промовираат еден поинаков начин на согледување на родовите улоги во општеството.